Роза Луксембург е една од најважните и најкреативните социјалистички писателки и марксистки воопшто. Родена на 5 март 1871 година, како петто најмладо дете во еврејско семејство во Замошче во Полска. Значајна улога во нејзиното детство имал нејзиниот татко, кој што многу рано се оддалечил од ортодоксното еврејство, па од него таа ги усвоила либералните идеи, интересот на меѓународната политика и задоволството во читање западна литература. Семејството Луксембург се преселило во Варшава, па Роза таму се образувала. Била одлична ученичка, но уште оттогаш нејзините професори ги забележале нејзините бунтовнички ставови. Веќе од 1886 година му се приклучила на пролетаријатот, илегална полска левичарска партија. Во 1889 година бега во Швајцарија, бидејќи и се заканувало апсење поради нејзините политички активности. Таму го продолжила своето образование на Универзитетот во Цирих, една од малкубројните институции кои примале и мажи и жени како рамноправни студенти, а таа студирала природни науки и политичка економија. Во 1898 година со склучувањето брак со германскиот работник Густав Либек добила и германско државјанство и се преселила во Берлин, каде што се зачленила во Социјалдемократската партија на Германија, тогаш една од водечките организации на социјалистите. Предвидувајќи ја војната, жестоко го напаѓала германскиот милитаризам и империализам, залагајќи се за општ штрајк за солидарност меѓу работниците и спречување на војната. Во 1893 година таа го основала гласилото Права на работниците како опозиција на националистичката политика на Полската социјалистичка партија, верувајќи дека само социјалистичка револуција во Германија, Австрија и Русија може да обезбеди независно постоење на Полска. По излегување од затворот во Варшава, каде што илегално заминала за да помогне во борбата за времето на Руската револуција. Се вратила во Германија, каде предавала марксизам и економија. Откако нејзината партија отворено ја поддржала војната во 1914 година. Луксембург, заедно со Клара Цеткин и Франц Мехринг, основала интернационална револуционерна фракција, што жестоко ја отфрлала поддршката за војната и се обидела да го предводи германскиот пролетаријат во општ штрајк против војната. Роза Луксембург имала значајна улога во политичката историја, но имала и незаобиколен удел во идејата за рамноправност на мажите и жените. Себе си се гледала првенствено како личност, а не низ призмата на родот, етницитетот или инвалидитетот. Како дете таа се разболела и никогаш не закрепнала целосно, па куцала во текот на целиот живот. Имала храброст да влезе во светот на политиката, што се сметало за машка сфера, и да се избори за глас, да ги изложи своите ставови и идеи и да се залага за нив. Не ги признавала стереотипните улоги на жените во политичките организации. Секогаш се борела за видливост на политичката сцена и не признавала никакви ограничувања како последица на припадноста кон женскиот пол. Со своите дела настојувала да ги охрабри и другите жени да го следат нејзиниот пример. Луксембург сметала дека жените може да постигнат целосна слобода само преку социјалистичката револуција и елиминација на економското робување на институцијата семејство. Ги сметала жените, работничката класа, националните малцинства и саланите за маргинализирани општествени групи. Од многу аспекти Роза Луксембург била жена пред своето време. Вредностите, како што се правата на жените и работничките права, за кои што жестоко се борела, и ден денес се цели за кои што и понатаму се прават упорни обиди за тие целосно да се остварат. Роза Луксембург била убиена во Берлин во 1919 година, а нејзиното тело било пронајдено 4 месеци по погубувањето во берлинскиот канал Ландвер.